Како член на културно-уметничкото друштво Перетошев од Прилеп, сакам да ја известам јавноста, да ја искористам овој момент, оваа прилика. Еве, градоначалникот не го достои со присуство во неговата канцеларија. И би сакал да нагласам дека оваа година славиме 30 години јубилеј, односно 30 години постоење и самопреговорна работа на културно-уметничкото друштво Перетошев од Прилеп. Во сите овие години работиме како ентузијасти со љубов и максимална посветеност. Пееме песни од различни карактери, пред се староградски песни, хармонизирани староградски песни и така натаму. Настапуваме на многу фестивали и приредби низ Република Македонија. Меѓутоа, она што посебно сакам да го истакнам е што настапуваме и надвор од нашава земја. И би потенцирал еве конкретно дека во неколку наврати сме биле во Пустец, Република Албанија, каде што учествуваме на приредбата по повод 8 септември, денот на осамостојувањето на Република Македонија, каде што на тие приредби пред се настапуваме со македонската химна, а потоа со уште неколку композиции. И сакам да истакнам и да потенцирам и тоа дека обично тие приредби завршуваат со општо народна веселба во Пустец, со развиорени македонски знамења и со македонски народни ора и песни. Во една прилика, минатата година, бевме во Белград, 2 дена бевме, исполнивме 10 композиции на 2 различни места и каде морам да истакнам дека публиката беше воодушевена, бевме наградени со громогласни аплаузи и овации. Исто така, настапивме минатата година и во Ханиоти, Република Грција, каде што исполнивме неколку хармонизирани песни во отворениот амфитеатар во центарот на ова прекрасно туристичко место и каде што публиката исто така беше задоволна и воодушевена, можам да кажам, од нашиот настап. Меѓутоа, тоа што стави посебен акцент на оваа наша посета на Ханиоти беше што ние како единствени представници од Република Македонија, културно-уметничко друштво Перетошев од Прилеп, добивме благодарница, на која што благодарница не стоеше фиром, туку Република Македонија, која што за нас беше необично задоволство и се гордеевме што настапивме во името на нашава Република Македонија. Во контекст на ова што го споменав за овој јубилеј, кој што оваа година, значи 30 години постоење, имаме направено соодветна агенда и програма за достојно одбележување на овој наш јубилеј. Имено на 12 мај оваа година имаме договорено концерт во Домот на културата Марко Цепенков, на кој што концерт имаме покането и културно-уметнички друштва како гости на таа приредба од нашиот град, а имаме и гости од Врање, Република Србија, кои што исто така со своја програма ќе настапат и веруваме дека тоа ќе побуди интерес кај нашите граѓани. И затоа, еве, ја користам оваа прилика да ги поканам сите заинтересирани на 12 мај вечерта во 19 часот да го посетат овој концерт и верувам дека ќе бидат задоволни од програмата која што ќе ја презентираме. Потоа имаме планирано другарска вечер заедно со гостите и нашите членови, за да на некој начин го заокружиме овој јубилеј, односно одбележувањето на овој 30 годишен јубилеј. Во оваа прилика задоволство е да бидат во мојот кабинет по повод еден голем јубилеј, 30 години постоење. Од мој име како градоначалник, од името на граѓаните на општина Прилеп, му го честитам овој голем јубилеј, му посакувам уште многу јубилеј да слават, да продолжат и понатаму да негуваат македонската традиционална музика и култура, да презентираат не само во Македонија и надвор од Македонија, како што тоа го правеа досега. Сигурно ќе бидеме присутни на концертот, очекуваме преубав концерт, со задоволство го очекуваме овој концерт сите граѓани на општина Прилеп. Тие наши се сите ево да се. Викаат од градот Македонија, Македонија. Дипломата. Наму кажаме на нашите. И меѓу другите гости беше, колку што знам, подосна разбор дали така и се сеќавам ние по иницијатива на диригентот, Легов стално црква има многу добро звучи и така да. Колку време членувате вие? 30 години. Вие? Десетина години. Десетина, ти понов си, али? 14 јас. Тоа што го сакаш и да го
Билград му бевме. И град си наложи една изјава